Добродојдовте во урбаните вести. Владата на Република Македонија преку службата за општи и заеднички работи објави јавен повик за избор на идејно архитектонско решение за изградба на нов студентски дом во Скопје, лоциран спроти средното училиште Орце Николов на влезот во градскиот парк во скопската населба Карпош 1. Ова беше најавната вест, а во продолжение следуваат настаните на денот. Општина Карпош ги реконструира улиците во Владе Тасевски. Ката диоптри за подобра видливост на хоризонталната сигнализација во Ѓорче Петров. Општина Центар го реновира осветлувањето во основните училишта. Утре истекува рокот за поднесување на годишна даночна пријава. Саем на мебел од 21 до 26 март. Со асфалтирање на улицата Бахар Моис, општина Карпош ја започна акцијата за санација и реконструкција на 7 улици во урбаната заедница Владо Тасевски. По асфалтирањето на планираните 7 улици во оваа урбана заедница, градижните работи продолжуваат во Влае 1. Општина Карпош денеска започна со градежни активности за асфалтирање на улицата Бахар Моис. Со оваа улица всушност започнува акцијата за асфалтирање на 7 улици во урбаната заедница Владо Тасевски. Улицата Бахар Моис денеска ќе заврши со асфалтирање во должина од 260 метри, а незината вредност изнесува 2.550.000 денари. Пред да започне асфалтирањето на оваа улица беше поставена атмосферска и фекална канализација, а се работеше и на подигнување на шахтите и сливниците. Освен улицата Бахар Моис, во овој дел на општина Карпош ќе се реконструираат и улиците Њуделхиска, Анкарска, Атинска, Римска, Наум Евро и Панче Пешев. Вкупната вредност на реконструкцијата на овие улици изнесува околу 310.000 евра, а рокот за изведба на градежните активности на овие улици е околу 1 месец. Градоначалникот на општина Карпош Севчо Екимовски истакна дека со асфалтирање на овие улици кои за прв пат се реконструираат од 1964 година, се решава патната инфраструктура за наредните 40 години во овој дел на општината и останува само да се реши проблемот со паркирањето. Продолжуваме со реконструкција на улиците, рабниците и тротоарите во населбата Владо Тасевски. Практично со ова завршуваме со реконструкција на сите улици на територија на урбаната заедница Владо Тасевски. Урбаната заедница Владо Тасевски станува една од населбите во општина Карпош, каде што улиците после 1964 година за прв пат целосно се реконструираат. Тоа значи дека ние имаме променето и уличното осветлување, го променивме, ставивме подземни инсталации, нови рабниците, тротоарите и коловозот, значи дека овие улици се подготвени за наредни 40 години. Останува само да го решаваме проблемот со паркирањето што го имаат граѓаните, особено околу млечниот ресторан, и заедно со граѓаните ќе најдеме решение. Сакаме да предложиме да поставиме одредени платформи на одредени места за да можеме да го дуплираме на тој дел паркирањето. По завршувањето на реконструкцијата на овие улици, надлежните од Карпош не застануваат тука, туку продолжуваат со градежни активности во населбата Влае 1, каде што дел од улиците веќе се завршени, а дел треба да се реконструираат. Продолжуваме со населбата Влае 1, каде што се реконструираат улицата Гари веќе е реконструирана, Ринхини, како и други улици кои што се планирани на тој дел, што значи Франц Месеснел, Ринхини и уште две други улички, значи со тоа како и улицата Франц Прешен со сите незини краци, Иван Цанкар веќе е реконструирана само незините краци, со тоа завршуваме со Влае 1, ке очекуваме дека целата таа операција ќе биде завршена некаде до крајот на јуни месец. Ката диоптри со бела рефлексија се поставуваат на средишната двојна полна линта на улицата Ѓорче Петров, со цел да обезбедат подобра видливост на хоризонталната сигнализација. Поставувањето на ката диоптри ќе продолжи и на неколку други локации во Ѓорче Петров. Нови ката диоптри за подобра видливост на хоризонталната сигнализација ќе бидат поставени на улицата Ѓорче Петров на потегот од кружниот тек кај СП Планет и улицата Воин Драшковиќ до мостот за Сарај, информираат од град Скопје. Како што се навидува во соопштението на градот, ката диоптри со бела рефлексија се поставуваат на средишната двојна полна линта на коловозот на растојание од 1, 3 и 5 метри. Ката диоптрите ќе ги постават екипи на град Скопје и јавното претпријатие улици и
патишта. Поставувањето на катадиоптрите, информираат од град Скопје, ќе продолжи и во текот на наредните денови на булеварот Партизански. Одреди кај влезот во пунктот на ЈСП, кај влезот во пазарчето во Ѓорче Петров, кај влезот во поликлиниката Ѓорче Петров и на кружниот тек на булеварот Партизански. Одреди кај црквата Свети Петар и Павле. Надворешното осветлување на училиштата во општина Цинтар ќе биде комплетно обновено во рамки на новиот проект кој опфаќа санација на осветлувањето на 7 училишта. До сега се заменети светилките во училиштата Јохан Хајнрих Песталуци и Коле Неделковски. Општина Цинтар започна со комплетна санација на надворешното осветлување во 7 основни училишта на територијата на општината. Првата интервенција е веќе извршена во основното училиште Јохан Хајнрих Песталуци. Постоечките улични светилки се заменети со 12 штедливи светилки во внатрешноста на дворното место. Заменет е скинатиот кабел и 4 светилки во задниот дел од дворот на училиштето, кои не беа во функција. Сега се поправени. На влезот на училиштето поставени се двојно појаки светилки. Дополнително е осветлен и надворешниот паркинг со многу посилно осветлување од постојното. Службите во општината извршија проверка и замена на светилките на игралиштето во основното училиште. И во основното училиште Коле Неделковски заменети се 10 светла. Денеска се врши интервенција во основното училиште Свети Кирил и Методи. Општина Цинтар најави дека ќе продолжи со санација на комплетното осветлување во сите основни училишта со цел поголема видливост, а со тоа и поголема безбедност на учениците. Утре стикува рокот за поднесување на годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок. Заклучно со вчерашниот ден поднесени се 362.523 даночни пријави, од кои најголем број се доставени во Скопје 144.066. Утре се очекува да бидат поднесени уште 40 до 50.000 даночни пријави. Утре истекува рокот за поднесување на годишна даночна пријава за утврдување на персоналниот данок на доход за приходите кои граѓаните ги оствариле во изминатата 2016 година. Мухедин Авдик, раководител на секторот за услуги во УЈП, информира дека заклучно со вчерашниот ден се поднесени 362.523 годишни даночни пријави и дека денеска и утре се очекуваат да бидат поднесени уште 40.000 до 50.000 пријави. Според последните податоци, најмногу пријави се доставени во Скопје, вкупно 144.066, а 1728 граѓани ја искористиле можноста за достава на пријавата преку е-даночните услуги. Од УЈП подсетуваат дека даночните канцеларии работат од 8:30 до 16 часот, а граѓаните може да ја достават годишната даночна пријава и преку пошта. Со цел избегнување на метежите, отворени се дополнителни шалтери во Скопје за поднесување на годишна даночна пријава, лоцирани на презимјето на дирекцијата за големи даночни обврзници во зградата на ССМ. За сите дополнителни информации и помош при пополнувањето на годишната даночна пријава, граѓаните може да се обратат во инфоцентарот на телефонскиот број 0800 33 000 или да побараат помош од даночните агенти во даночните канцеларии. Денеска им беа доделени награди и признанија на најдобро дипломираните студенти од Универзитетот Свети Кирил и Методи, со цел да им се одаде должно признание за успесите постигнати во студирањето. За студентите, ова признание е мотивација за понатамошни успеси, но и обврска да се покаже и афирмира квалитетот на нивните знаења. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје денеска ги додели наградите и пофалниците на 21 најдобро дипломиран студент во учебната 2014-2015 година на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Во рамките на свеченоста беа доделени и наградите 26 јули на најдобрите студенти во учебната 2015-2016 година од областа на архитектурата, општествените науки и уметностите, како и од фондацијата професор доктор Димитар Стамболиев. Според ректорот на УКИ Никола Јанкуловски, денеска покрај нивниот одличен успех им се оддава признание и благодарност на најдобрите студенти за нивниот голем интерактивен придонес во развојот на унапредувањето на дејностите на универзитетот. Наградата 26 јули ја добија 7 редовни студенти од завршниот семестар од прв циклус студии, со просечен успех остварен во текот на студирањето со најмалку 8. Наградата изнесува 11.000 денари за секој студент, обезбеден
доделена од фондацијата Франк Манинг од Лондон. Наградата од фондацијата професор доктор Димитар Стамболиев ја добија 12 студенти од Машинскиот, Медицинскиот и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Во име на наградените дипломирани студенти се заблагодари Методи Донев од Медицинскиот факултет, кој нагласи дека да се биде во најуспешните студенти за нив представува чест и задоволство, но и како што рече, обврска да се покаже и афирмира квалитетот на нивните знаења во Македонија и на глобално ниво. Најдобрите студенти од Универзитетот Свети Кирил и Методи покрај пофалница добија и приносен таблет компјутер. Од 21 до 26 март на Скопски сајм ќе се одвива меѓународниот сајм на мебел, кој ќе понуди уникатни дизајни на мебел. Сајмот ќе биде отворен од 10 до 20 часот, а цената на влезницата е 100 динари за индивидуални и 50 динари за групни посети и студенти. 43-тиот меѓународен сајм на мебел, опрема за домакинства и јавни објекти, репроматеријали и машини за индустријата на мебел. Мебел 2017 започнува на 21 и ќе трае до 26 март. Подготовките за сајмот се во тек, а организаторите најавуваат пласирање на најуникатните дизајни на мебел досега. Овој сајм е една од најатрактивните манифестации во Македонија и пошироко, поради оригиналноста на декорираните простори и понудата на мебел посечи вкус. Изложувачите преку дизајните за мебел и најновите технологии за нивно производство ќе ги презентираат актуелностите и трендовите од светски размери, велат од Скопски сајм. Оваа година се очекува над 50.000 лица да го посетат сајмот и да уживаат во понудите од изложувачите. Сајмот ќе биде отворен од 10 до 20 часот. Цената на влезницата е 100 динари, а за групни посети и студенти 50 динари. Со цел на македонската читателска публика да се понуди разноликост во жанровите, но од македонски млади, како и од докажани автори, издавачката куќа Антолог најавува дека во текот на 10 дена ќе објавува по едно дело од македонски автор. Издавачката куќа Антолог од Скопје најавува дека во текот на 10 дена секој ден ќе објавува по едно дело од македонски автор, од поезија и романи преку есеистика до книги за деца. Антолог ќе објави 10 дела од веќе познатите, но и од млади автори, со што ќе придонесе за поддршка и збогатување на македонската креативна ризница. Во Антолог веќе излезе четвртата поред поетска збирка од Емил Калишовски, насловена Пропаганда, омаш на заменките, составена од 3 раздели со вкупно 33 песни. Станува збор за теоретско-есеистичката книга Вивисекција на македонската народна приказна од Лилјана Пецова Илиевска, јубилејната 35-та книга на Велко Неделковски, романот Се буди зверот, книгата Мултикултурализмот кај децата од Сања Стојанова, романот Ананка од Јусуф Сулеман, поетската збирка Дедикар и Карал на еден од омилените македонски поети на сите генерации Ѓоко Здравески, книгата од 150 песни за деца Штраке Штруке на неколку деценискиот творечки опус на Александар Кујунџиски. Исто така ќе бидат издадени книгите Рашомон, државен непријател од Ставре Джиков и Маријан Ивановски и Мулен Руш од Вера Лилчик, како и сплетот од патописно-монографски и поетски содржини Се за порече и поречани од Саво Костадиновски. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје соопшти дека во текот на утрешниот ден, поради изведување на технички зафати во електромрежата, без електрична енергија ќе останат делови од општините Аеродром и Ѓорче Петров. Без струја утре од 9 часот и 5 минути до 12 часот ќе бидат корисниците од дел од населеното место Волково во околина на обиколницата во општина Ѓорче Петров. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинат е заради технички зафати во електромрежата. Без електрична енергија од 9 часот и 30 минути до 13 часот ќе бидат и корисниците од улица Горно Лисиче кај каналот на влез во село Горно Лисиче, улица Божидар Рајковиќ и Ѓакун
кај каналот, објектите на железници спроти Охез во село Горно Лисиче, како и делот кај расатникот Цветан Димов во село Горно Лисиче во општина Аеродром. Во периодот од 12 часот и 30 минути до 15 часот без струја ќе останат корисниците од улица Тодор Чангов под улица број 51, додека од 8 часот и 30 минути до 11 часот корисниците од улица Ѓорги Андреевиќ Кун и делови од улиците Горно Врановска и Горно Лисиче во општина Аеродром. Без струја во периодот од 11 до 12 часот ќе бидат корисниците од дел од улицата Горно Лисиче, околните објекти кај бројот 52, а од 9 до 11 часот без струја ќе бидат и корисниците на дел од улицата Тодор Чангов во општина Аеродром. Утре по студеното утро со утрински температури од -4 до 5 степени. Во текот на денот ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Ветровито и малку потопло со максимални температури од 5 до 15 степени. Во четврток предпладне времето ќе биде умерено облачно со повремени сончеви периоди. Попладне претежно сончево со локална облачност. Минималните температури ќе се движат од -4 до 5, додека максималните од 6 до 16 степени. Во петок предпладне претежно сончево со локална облачност, попладне претежно сончево и потопло време со дневна температура од 7 до 17 степени. Во сабота по студеното утро со утрински температури од -5 до 4 степени, а во текот на денот ќе биде претежно сончево и топло со температури од 10 до 19 степени. Подетално околу временската прогноза во продолжение од МТМ Метео. И пред да се одјавиме уште една информација. Женската екипа во футзал на основното училиште Браќа Миладиновци од општина Иленден по 9-ти пат ја усвои титулата првак на Скопје на првенството организирано од Сојузот на училишен спорт на град Скопје. Во финалето екипата на основното училиште Браќа Миладиновци ја совлада екипата на основното училиште Димитар Поп Георгиев Бировски од општина Ѓурче Петров со резултат од 3:0, со што избори пласман на државните спортски игри што во месец мај годинава ќе се одржат во Кочани. Со овој успех, фудбалирките на основното училиште Браќа Миладиновци, кои во 2011 година го освоја државното првенство во футсал, уште еднаш покажаа дека преку добро организираниот систем на работа во училишниот спорт во општина Иленден, во континуитет се постигнуваат одлични резултати на градските и на државните првенства. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна. За сега, довидување.